Прилеп повторно на врвот од неславната црна листа на заразени ковид пациенти. Дури и новиот британски сој пак најмногу удри врз градот под Марковите кули. Болничките капацитети пак се полнат, а се размислува и за повторно отворање на пред еден месец затворените ковид оддели во неколкуте болнички одделенија. Според информациите до кои утринава дојдовме, денеска на инфективното одделение хоспитализирани се 30 пациенти и овде капацитетот целосно е исполнет, а 25 пациенти од нив се на кислородна поддршка. Во ковид одделот на ушното одделение пак, кој повторно е отворен, на болничко лекување се наоѓаат 21 пациент, од кои 13 се на кислородна поддршка, а додека во дневната болница се лекуваат 33 пациенти. Денеска има и еден починат. Ова зад мене е модуларната болница која што беше поставена пред еден месец. Меѓутоа таа не е се уште ставена во функција, бидејќи не е доопремена. Надлежните не знаат ни кога ќе биде ставена во функција, а најверојатно проблем ќе има и со кадарот, бидејќи засега нема кадар кој ќе работи во оваа болница. Иако нема нова симптомологија, сепак присуството на новиот сој, бидејќи многу брзо се шири, ги загрижува локалните здравствени власти. Од Центарот за јавно здравје велат дека по отприлика 2 недели ќе се знае како се тоа ќе делува и на смртноста, а која и досега е голема во Прилеп, односно со 237 починати на 100.000 жители, градот е на црното прво место. Овој вирус, новиот, да кажеме, тој британскиот, заразувањето е 1:1,5. Ако првиот беше 1:1, ова е 1:1,5. Така да, еден заразен заразува 1,5 нов. Многу повеќе и побрзо е. Треба малку да се стоземеме сите заедно и да не дојде како минатиот пат да имаме само 100 до 30 колку што беа. Од друга страна, и граѓаните се свесни дека опуштањето во последно време може градот да го чини поскапо од досега. Се подпуштивне малце, луѓето немаат растојание наблизу, па се дружат, се надуваат и зато бројката станува повисока. Повеќе млади, верувајте, младите еве овде, например во кафанава. Внатре седа 30 души. Не мора да е надвор, но внатре седа еден до друг. Ни маски носа, ништо. Како може да не плаши во фамилијата, кај мене двајца и тројца скоро ги вати коронава. Па фала му на Господ се излечија. Граѓаните мислам дека не се доволно свесни дека ова е нешто сериозно и дека стварно треба да ги почитуваат мерките. Сега, например, не треба да се групираат толку многу за да се врати во нормала. Инаку, Прилеп уште пред 2 месеци, кога беше и најголемиот пик кај нас, беше идентификуван како македонски Вухан и по бројот на заразени, а и според починатите. А сега, од 8 до 14 февруари, има 198 ново заразени и 4 починати.